Порче, што прави, брат? Видиш на функција градоначалник, со тебе ние поголема бројка на советници. Градов има проблем, има работа. Што бе рекле, твоја уста да божиш. Од работа како што не треба да се плашим. Зашто се плашим? Работа? Останија 3 години се работим и мене не ми е страх од работата, мене ми е работата предизвик. И затоа е сушнината зашто влегуваме се тоа. Да направиме нешто, да смениме, да правиме. Гледаме, народот многу е вознемирен, најмногу со загадувањето, со џубриштава. Некако и тука се актуализира и гледаме сите другиве кандидати или како да избира директор за јавни комунални предпријатија, ама не е баш така, треба на терен да се сработи. Факт е. Мислам дека имаме проблем со јавниве предпријатија. Не да имаме проблем према оние завршни сметки што ги гледам за комунални предпријатија, 400.000 евра загуба на комуналец. Ја не можам да разберам. 400.000 евра. А замисли пред неколку години сам мислил да таа фирма беше позитива и тоа позитиви добре неколку милиони дена, 16, 17, 200, 300.000 евра по добивка. Тоа е сето едноставно само заради што некој не знае да работи со тие фирми. Еве за обична илустрација ќе ти кажам дека во Тетово, едно јавно предпријатие, исто како нашето, е скоро неколку милиони евра добивка. Зошто? Како тоа може таму да биде добивка, ние дека да бидеме загуби. Причината едноставно значи дека не знае да го работи. Тоа е. Тие во Тетово имам ние слушнато дека работа на некој друг принцип и многу квалитетен го буквално го препишале од некои европски земји и тоа функционира. Паоти досега сите што се не знаат да препишува. И тоа што препишуваме само проекти. Еве како што испадна дека другите кандидати почнаа да препишуваат со изјавите што ги дадовме што ќе правиме. Денеска настапија на терен со реализација на проекти. Но добро е нека препишуваат. Добро е ако. Ние ќе му кажеме. Еве ако не случајно не дај Боже не дојдеме ние на функција, како се сомневам, па ќе има можност да повика, да му стоиме на располагање и да му помогнеме. Затоа што е реално на сите полнини се устите за прилеп сега. На сите. Ајде да докажеме. Нека сега, кога ме прашува баш така брейнсторм, што ќе направиме со комуналното предпријатие? Тоа баш ме интересира, не само да сите прашува. Ја, Мариков ќе оседнам вечер во Божи и ќе прашам што ќе направиме сега на комунално предпријатие. Одма ќе ти кажам. Значи, прва основна работа што треба да направиме кога ќе влеземе, кога ќе дојдеш на функција да ја работиш таа работа, е преш анализа на што имаш како основни средства. Да ја завршиш твојата основна дејност и мора да знаеш што имаш капацитети. Први капацитети од луѓе, второ капацитети од опремна машина. Значи, ние првиот ден ќе направиме тоа. За таа анализа не треба не повеќе 2-3 дена. За да направиме попис на основни средства, да видиме кај фирмата, колку е загуба, да ги видиме приходите од една ставка, приходна ставка, расходна ставка, да ги разгледаме нештата, да видиме која е фактичката состојба на фирмата. Одма после тоа почнуваме со техничка селекција. Тоа што е вредно, што може да се користи понатаки во употреба, ќе го стави во функција. На работни машини, возила. Апсолутно. Се она што ни е потребно за да ја управуваме основната дејност, збирање на џуби. Она што не е квалитетно, она што е стар, расходовано, и денеска предизвикува само тоа, мислиш старо расходовано, тоа камиони беше од теча позади нив и после тоа смрти. Тие се тие, значи тоа е расходовано, тоа не ти е во функција. Тие едноставно повеќе го загадуваат градот колку што очисти. Од друга страна, многу повеќе средства ти трошат за нивно одржување, отколку да купиш нов камион, ново средство за кое ќе платиш лизинг рата. Добро е сега ќе купиме. И како ќе ги купиме? Многу едноставно ќе ги купиме. Први, кога старото железо од нив би го продале во отпад, ние имаме пари за да направиме учество за купување на нова машина на лизинг. Со тие средства, лизинг компаниите за такви работни машини претежно бараат измеѓу 10 до 15%. Да, за автомобил ќе ви бара 20-15%, 25%. Меѓутоа, за работни машини и опрема, некогаш учеството на лизинг е 10 до 15%. Пример, ако еден камион... Други се условите. Така е. Ако еден камион кошта 100.000 евра, ние треба да одвоиме 15.000 евра за да учествуваме во набавката, останатите 85.000 да ги земаме лизинг компанија. И тоа ако го поделиме на 7 години, или го помножено по 12, тоа се 84 месечни рати, ги поделиме 85.000, тоа доаѓа 1.000 евра месечно. Дека треба да бъде. Со се камата 1.200.
А сегашните трошоци за одржување на еден камион и неговата нефункционалност и луѓе врзани за истиот камион, нас не кошта 3000 евра месечно. Да, Кој е ефектот? ама реално дали кошта тие 3000 евра или кошта 1000 па се пише ни 3000 евра. Не знаем. Значи, затоа че Они загубија 400.000 евра, значи со од некаде дојде. Така, негде се напикај. Па прашање е дали сега ние реално имаме луѓе за чистење на градов, само 115 или 120 луѓе, а вкупно имаме 360 запослени. А 150 се само теренци, да речеме, луѓето што ги встречаваме секој што се наши комши пријатели. Оние што ни збира џубри. Да, што ни разбира. Што се позоруваме са вајде здраво комши како се. И другите останати што се уште ко 14 век со метла. Метат по улиците. Прво сами си го загрозува здравјето, наместо да работи со машина. Прво него, после ми нас. И прашање колку ќе биде ефективен, колку измети. Отида метла, не? А плюс и го ризикува животот, тој тико ќе мети со една метлина долги на рачки, тој на пола улица излезе. Са бајле прашање сега дали се гледа, не се гледа, дали неговата гардероба што носи, работна опрема што носи, е правилно обележена. Не носи, ги гледаме секој ден, што тие се тука со нас, ние сите си имаме малски метачи, ги речиме, по патоке што одиме, нема никој, ни заштитна опрема. Како што правиме мојот за малски метачи, знаеш кој имаме лица на кај, така? Да. Јас и ти. Ние. Да. Пошто немаме метачи, нажалост, ама тоа е. Сега замисли ние ако купиме, пример, електрични меки. Ови што се машини кои што се произведуваат во Македонија, не мора од Кина да купуваат, во Велес се произведуваат. Така, Брако. А тој најжалосно, Брако Велес ги произведува, се фалиме сите, и нашите политичари дори се фала, дека нашите машини, конкретно метварки за одржување и градини, не знам што таму, се продавале и ги користеле во белата куќа. И сега пази иронијава, тоа кажуваат нашите политичари. А ние тие машини ги немаме. А јас сум убеден, не знам ли слоиш со мене, ја мислам дека самата фабрика Брако од Велес би ни дала лизинг. Самата фабрика. Како проблем? Ни банка, ни... Пази, Крешо, треба да знаеш дека лизинг компаниите не се тие нешто што дава доброволно. Да. Лизинг компанијата продава пари. Да. Таа е продавница за пари. Исто како банката. Банката е продавница за пари. Таа ти дава пари сума 1, ама ти зема сума 2, која што е поголема од сума 1. Така? Ти плаќаш камата. Банката живее од камата. И не ни е проблем. Нас треба само проблемот да ни види да пресметаме од едната ставка. Колку ние сега трошиме за тие метачи на улици, што метат секој сабај или секој ден, што се мача, по ладно, по дожд, по студ, по жешко, сите временски услови ги крка на себе. И луѓето на крај не може да постигне ефективност, затоа што нивната опрема е старо 16 век. И сега, ако ние тие луѓе денеска излеземе на булевар 8 души, ги замениме со 2 машини, која ќе биде ефикасност? Огромна. Ајде сега од друга страна да самите вработени заштитени, безбедни. Условите нема прашања, хигиената на највисоко ниво, ефективноста врвна. Така. А од друга страна се да пресметаме. 8 души што ќе излезат на работа, денеска минимална плата 24.000 нето. Бруто плата е 600 евра, 650 евра, може повеќе. 650. А тука не. 8 по 650 ги пресметаме месечно, 6 по 8 48. Тоа се 4.800 или приближно 5.000 евра месечна рата, плата на тие луѓе што ни даваме. Двете машини земени купени, нивната рата ќе биде 2.500 евра на 7 години. И работниот век на човекот ќе биде повеќе 7 години. И машина ќе работи повеќе 7 години. И сега ако земеме ние тие трошоци што ги плаќаме сега за старите само да не бидеме погрешни сватени, некој ќе рече чекај ти ќе ги збркаш луѓето од работа, сега што не. Да, слушам мабети че си ги бркал од работа. Дај објаснено луѓето дека нас ни фала теренски работници. Теренски работници не бројат за вишистим сите се вика дивите пони да го спречи на фрлањето на џубрето секаде, градежни шутери се. Ние превработеност имаме по канцелари, што нешто нема канцелари, нема столчина. Значи нас теренски луѓе ни фала. Теренски луѓе ни фала и они кои што се срама да ја работат таа работа, зашто става? Ама ние сега нема се срама, ако му набавиме ние машини соодветна опрема, тој ќе ужива на својата работа. Господин. И плюс нема земе една плата. 8 души, значи пази, пресметавме дека 8 души плаќаме 5.000 евра месечно за 8, а сега 20 шофери, платена ратата на за машини е 2.500 евра,
Ние сме заштедили уште 2.500 евра. А 20 Ба, чекай, немаше сега да тука- дај 1000 евра и плата. А претходно Може ли? го кажа податокот дека ние трошиме пример 2-3 евра месечно за поправка на тие возила. Па Плюс? тоа е и пола вратат на новото возило. Значи, тоа е ми, значи, А да не правиме муа дека ова троши, карикирам, 20 литри на 100 км, а на ово ќе троши 7-10, не знам. Она дојде ми дона народно на шовели сиромаја попати плајче. Да. Е, овде Кај да изиграваме се 5 пати сиромаси, плаќа. изиграваме сиромаси, а плаќаме за како мултимилионери да сме. Тоа е најголемиот проблем. И сега камиони за подигање на отпад да решивме. Мислам дека имаме се уште проблем со малите канти за домаќинство и за целовите објекти. Имаше некоја акција, добра беше, сами си ги купувавме дел на рати, меѓутоа запре тука некаде, нешто тука мора презаиме. Апсолутно. Знаеш, И тоа најголемиот најпразиме. најголемиот проблем, ке сега овие машини што збираат џубре, најголемиот проблем е што внатре во отпадот или во кантите има се. Значи имаш и органски отпад, имаш и пластика, имаш и А железо. од друга страна почнуваме да градиме фабрика за селекција и Селекција. рециклажа на отпад. Малце О, ги рифаме некои работи. Сега заради менталитетот што се фрламе в канта, мораме да ја направиме ова машина. И ова таа фабрика таму што ќе кошта и пари, работени трошоци, се што може би ќе има некои приходи, ама кои се приходите од продажбата на секундарната суровина. Зошто ние сето тоа во стартот не го организираме и на домаќинствата, на граѓаните, на луѓето му кажеме. Еве ти канта за органски отпад, еве ти канта што беше проект, така Да, имаше време. да. Еве ти канта за ова, еве ти канта за ова, за секундарно суровина хартија, за метал, за пластика и сето тоа биле па и 4 канти. Нека се 4 канти. Меѓутоа, ако ти како граѓанин си совесен и сите овие сите тој отпад го селектираш, јас тебе сметката за џубрарина ќе ти ја напълнам на пол 50% на односно, ќе ти ја намалам сметката. И сега, со намалувањето на сметката, јас тебе ќе те стимулирам. Како граѓанин Значи ќе те стимулирам. награда да се добие, да. Да бидеш награда. Меѓутоа, ако ти селектираш и повеќе отпад, даеш поголема суровина, во одредени случаи, кај што имаме стварно интерес на граѓаните и правилен одзив, ние можеме и да постапиме со наградување и всекакви врсти на награди, не е само финансиската награда. Може ќе биде дополнителни услови за чистење на улицата, средување, секакви методи ќе бидат. Па добро, со самото тоа што би останале више пари во буџетот, можеме да направиме други проекти, со тоа добиваме сите како општество, како граѓани награда. Не треба да се Меѓутоа, за тоа. од друга страна па сега, ако ние го селектираме така џубрево и од една страна знаеме дека имаме органски отпад. Добро. Органскиот отпад можеме да го користиме Може. за биоенергија, там гасови, само што се. и производство на органски џубрева. Да, џубре. Ако се депонира на едно место со помош на одредени црви хемикали, тоа станува органско џубрево, кое што е најпарано на пазарот. Да, и хумус тука може да се произведе. Произведуваме се што сакаме. Едно произведуваме, така имаме приход. Второ, хартија, што ќе селектираме. Оди на рециклажа. Тоа е суровина за рециклажа за производство повторно на хартија. Она што е премногу оштетена води за горење. Вториот дел ние, отпад метал. 99,999% оди за рециклаж и се продава на пазарот. Почнувајќи алуминиум, бакар, железо, сето е тоа основа за вречење. Во целокупното светско производство рециклирањето на металите влегува со 85% за рециклажа, само 15% се ваде како руда од земјата. Значи на светско ниво, не кај нас. Така да пазар за металите имаш секаде. Третиот отпад, стаклото и пластика. Стаклото некако го заборавивме како отпад. Не, некако туку го заборавивме. Забораваме се. Да не имав ни стаклари. Сега немаме, не можеме, ајде сега да кажеме дека ќе направиме. Не сега речам, Тоа е- сме имали и стаклари, сега меѓутоа ние отпадот како суровина стаклото го заборавивме. Да. А истиот не мора многу да бараме, не, имаме соседна Бугарија и во Грција. Имаме две фабрики за производство на стакло кои што откупуваат суровина. Че можеме и таа суровина да ја продаваме. Пластика повторно е суровина која што се Да, продава. повторно производна. Со нејзино рециклирање. Може веќе неколку пати да се преработи. Се што имаме на располагање, ние можеме да го препродаваме, а во одредени случаи, она што ние можеме да го продаваме, можеме во специјални машини, кои што ти гарантирам и не само да гарантирам, току ги имаме како понуда
за грантови добивање за заштита на животната средина и еколошки проекти аплицирани во Европска унија, можеме да набавиме вакви машини кои што топлотната енергија од горењето на овие суровини, отпадни суровини, дел или органскиот отпад, може да се оборува таму, може да произведува топлотна енергија и произведува електрична. Па неколку држави во светот, дел се во Скандинавија, цела топлинска енергија од џуглето. Значи, ајде, не можеме ни да се занесуваме дека во еден мандат ја се тичеме да правиме Во за цел никој случај. да користиме. Меѓутоа, некаде мора да почнеме. Меѓутоа, таа топлотна енергија можеме да ја пуштиме во едно училиште, можеме во две градинки некако да ги поврзиме или во точка, да цела населба да речеме, ако го поставиме во незина близина, великим че ја поставиме во незина близина заради тоа што се тие најсовремени машини. Не се запали во џублето па сите да домираме. Да, и пример точно Да што се- спомна идеална, сепак тоа е проектирана населба каде стварно има ред, имало ред во град. Па ти многу лесно тоа може да се. Сега можеш многу лесно да ја реконструираш, например, Тука централното грејење од опаќаме и две училишта, средно училиште, основно Ама и училиште, сите згради? спортска сала, да, баш како згради. Со сите згради, Деловни ако се објекти има направи- многу. Ако во сите згради, ако се направи реконструкција само на парното грејење што беа градени во моментот на градба на тие згради, ние можеме надлежи да му даме топлотна енергија која што ќе била дампинг цена. Зошто? Што се ослободува, ти имаш вишок. А меѓутоа, кај е најинтересниот дел? Во производството на струја. Да. Денската цена на производството на струјата од соларни панели е 1,2, 1,7, максимум 2 денари. Да, но ноќе А ноќе ја плаќаме и по 20 и по 30 денари. Значи ние 100 пати, 1000% поскапо. И зошто ние да не направиме селекција, кога ќе ги активираме горењата, тогаш да гори да произведуваме струја да плаќаме многу поскапо. И сите тие приходи, од колку место спомнавме дека ќе ни доаѓа пари, да ги промашиме и 50%, ние ќе имаме многу поголеми приходи. Ама сега нешто ни е полесно да си, кога сега да си гласаме за црно и бело, тие си има 3-4 фамилии што си купува или продава струја колку што ќе му текни. Парно има Скопје. Да има сигурен приход. Знај дека јас и ти на крајот месец мораме да платиме. Ние пример оде во Прилеп ми научна фантастика да имаме централно грејење во градов и во училиштата. Мислам 21 век веќе длабоко навлегува. Сите трошиме огромни средства за грејње, грејме 80% домаќинствата Прилеп грејме една соба. Ајде, домаќинствата окей, значи не можеме да навлегуваме во буџетите на фамилиите, секоја една фамилија се знае колку пари. Да. Меѓутоа, кога правиме мувет за училиштата, јас знам дека некои училишта во градот се уште се грее на дрво. Да, има, да, Кој за класичен пампур, кажем. Класичен пампур, па имаме служители, па имаме деца кои ќе чекаат да се затопат. Да правиме муавет, министерка ќе воведувала AI технологија, смарт табли, сам тие че се Пампур, стопа пампур. Да. А не правиме муавет, така можеме да поставиме термални помпи во самите училишта кои ќе работат 24 сати. Пази, таа термална помпа работи 24 сати, 24 сати го држи температура. Плюс таа се користи за ладење. Апсолутно. А ние имаме проблем. Цел септември беше многу жежок, зошто А децата и да најмесец да Па се случуваше и години уназад да се одложи учебниот почеток на учебната година заради големи жештини. Отипи на едно услови. X измислени Само проблеми. за- Измислици. А не можеме да инвестираме некои 15.000 евра по секој училиште, да поставиме уште една соларна централа на секој училиште по 15.000 евра, 30.000 евра, да му поставиме ако треба уште една батерија од 10-15.000 евра, или некоја иде сума сумарно 40-50.000 евра по училиште, 3 милиони денари, смешни пари. И што би се случило? Имаме ностоп производство на електрична енергија од соlarните, акумулација во батериите, овие термалните помпи ја користат дел од енергијата денски за загревање на објекта, а навечер користат батериите. И ти со 50.000 евра го решаваш проблемот од едно училиште трајно. Односно го решаваш за некои 15 години, додека животни век на батеријата или додека е термална помпа. А секоја година вложуваш по 10-15.000 евра за грејење со нафта, дрва и слично. И за 3 години ти се враќа целата И инвестиција. значи сега 50% од ова сето што го работиме, нас не се парите во отпада. Најмило. И во грејење. Затоа е многу, затоа кој ќе ме праша некој зошто, ајде зошто одиш за граначалник? Убаво себе си дома. Не. Не можам повеќе свесно да ги гледам сите овие глупости што ми се случува кај мене.
Исто Затоа што тежење. верувам, ние вреđа собствената интелигенција. И сега јас во 21 век, кога разговараме за вештачки интелигенција и ова, ние уште го немаме решено проблемот со џубрето, Ние правиме улици за пампури, не само за џубре. за пампури, за трава. И откај ќе набавуваме дрва. Смешно. Истото прашање. Ајде да не се вреđа. Ајде да не се вреđа. Да, си работиш со дујче, зашто ти е ова, сега ако не ја, ако не Борче, ако не Дима, ако не Петар, а кој? Мислам, реално по 50 години сме и голем дел од вината за ова што е сега имаме и ние. Кои со молчење, кои со одбирање погрешна страна, некогаш небитно. Ама имаме ние, па сега зошто на нашите деца да му ставиме толку Ама и нашите Измет. ќе праша. да ми проста сите за да го чиста. Барем ние малце да подзачистиме, па тие нека гради. Нашите ќе не праша што направивте за нас. Ама Тоа ќе се полемик. да, моите рече не прашува пошто знае дека исто како и за тебе активни се во општеството и сме направили многу работи сами, меѓутоа Ајде да направиме тоа. на пола се спакувани за нас. Мислам дека мора уште ова да го направиме, па нака процена го Дефинитивно, да. Дали Да. вреди ми или не вреди. Еве да му порачаме на порака, а со вода здрави Со живи да сме. На порака, зошто влеговме во ова? Ете затоа да пробаме уште овај пат. И да ги викнеме на 19 да излезе за гласа. На 19 сум 41 и си 48. Па ти че си откришиш? Ние мислам на твој на 30, тука се бориш. Ти нема гласаш за тебе, ти че опиша. Почитува на јавност наши прилепчани. Кандидат за градоначалник Борче Петерски 48 и еден од 27 кандидати за советници Крешимир Крешо Здравески. Советничка листа 131. 131. Независно. Видиш? Добро.